Почитувани гледачи, повторно во FJ Кулинарското училиште. Нова епизода на 180 степени. Атмосферата се вжештува, влегуваме во елиминацијски циклус. Денеска со мене се Људмила. Здраво Људмила, како си ми? Ален, здраво Ален. Здраво Сара, Александар, Лилјана. Дали сте спремни за еден жесток надпревар? Дали сте спремни да се надпреварувате во нешто што сигурен сум дека многумина од вас не сте го направиле, можда и не сте ни чуле? Дали од прилика предпоставувате што ќе готвиме вака по вашите веќе подготвени намирници? Нешто што ми ги се нариваш, ама со некој додаток. Сакам да најавам накратко за што ќе се работи. Ќе подготвиме едно традиционално охридско макало. Имаме одличен ментор, одличен и за совети, меѓутоа одличен и многу строг за оценување, бидејќи има направено преку неколку тони макало во својата кариера. Ќе ви откријам накратко за кого се работи и ќе подготвиме тресена пастрмка. Лиле, дали си слушнала за тресена пастрмка? Да. Така? Нели? Нешто што е класика во Охридско-Струшкиот регион. За гледачите ќе ве однесеме една авантура во Охридско-Струшкиот регион. Ќе ви покажеме многу техника, ќе ве едуцираме, уште еднаш да ги повторам правилата, се надпреварувате за 1 милион денари. Сума која што се надевам дека ќе ве заврти за 180 и ќе оставите некој печат во кулинарскиот свет во Македонија. Второ, ве оценуваме по вкусот, значи внимавајте, ќе ви кажеме на кои критични точки, внимавајте на чистотата и внимавајте на 35 минути, што се повеќе него доволни, тоа го докажавме во изминатите 2 епизоди. Не знам што ќе готвиме, се надевам да биде нешто благо примерно. Макало од компир. Тоа е умиленото кај нас. Го имам пренесено во Бугарија, меѓу другото, рецептот и многу ме бедесува. По тоа што видов дека се спрема на масјата, мислам дека ќе биде нешто со риба, ама не знам, може и некој трик за да ни ги помести очекувањата, но ќе видиме што и да се готви, мислам дека сме спремни, веќе без трема и дека ќе биде одлично. И дами и господа, како што ви најавив, денеска со нас човекот кој што има направено досега преку 10 тони макало, Диме, ќе се сложиш. Човекот кој што негов прв дом е Охридско-Струшкиот регион, на пат да стане натурализиран скопјанец, Димитар Арнудовски, ве молам аплауз. Моментално работи во корпорацијата на Вегера и донесе еден урнек за сите да видите каква би требало да биде совршената структура, текстура и боја на макалото. Златко Таневски, најстрогиот меѓу нас, денеска е некако расположен, ама можда ќе ги измениме улогите. Денес ќе видиме како ќе оди денот. Голем аплауз за Златко Таневски. Предпоставувам некое старо македонско јадење, некој брз специјалитет за време од 30 минути. Се надевам некоја салата македонска. Почитувани надпреварувачи, сите што не гледате, сите заљубеници во кулинарството и гастрономијата, за вас денеска подготвивме охридско макало од лук и тресена пастрмка. Ве молам да избегнеме охридската пастрмка, да оставиме рибата да се размножи, за да можат и следните генерации да го дегустираат тој благодет од езерото. За вас денеска испековме калифорнијска пастрмка од рибник, која што е веќе исчистена. Икрата ја најдовме и во овој период на годината, иако охридската пастрмка на традиционален начин во минатото се подготвувала за време на незиниот мрест, декември и јануари месец. Истата се печела заедно со утробата, каде што и икрата се подготвувала идеално. Значи, доаѓала до идеална температура. Во овој случај од вас бараме да ја сварите, да не биде преварена никако, бидејќи текстурата е брашнаста и добиваме ефект на сачма, што би рекол Благоја Гадафи. Во овој случај сакаме икрата да пуцкетаво, устата да има ефект на експлозија и да смени бојата, да стане, да не биде вака портокалова, да добие една бела боја кремаста. Друга компонента, кромидот, 10 до 20% кромид бараме во пастрмката, истиот можете да го ставите и свеж, можете и да го запршите, можете и самата риба малку да ја запршите, меѓутоа ова е едно ладно предјавање кое што секогаш се служи во тип на салата. Струшкиот регион има користат сува пиперка, оставаме како ваш избор да ја додадете како компонента, да не го забораваме Макдоналдсот
и некој вид на киселина кој што јас искрено ви препорачувам да биде лимонот, меѓутоа оставаме на вашите преференции, вашиот вкус. Околу охридското макало нема да должам, ќе му кажам на Диме добре ни дојде Добре ве најдов. ќе ни кажеш од твоја експертиза некои насоки за учесниците и за гледачите. Почитувани надпреварувачи, најважна компонента на охридското макало е добар квалитетен лук. Други намирници кои ги користиме се лимон, сол, масло. И во еден момент од подготовката се додава малку вода. Значи малку покасно ќе ви објасниме точно како да го помините тој технолошки процес. Мислам дека ќе биде интересно ако некој прави за прв пат. Иначе структурата треба да е кремаста и да е блиску до мајонез. Значи таква структура да добиеме на самото макало. Бојата е бела, може кај некого ќе излезе малку кремаста, тоа е се во зависност од дотурувањето на вода, лимон, масло, али тие работи ќе ги оценуваме во секој случај. Треба да изгледа така. Прашања? Можеме ли да пробам? Секако, Да. кој сака, повелете, може да го пробате. Ова е домашно макало, предпоставам, Да. шефе. Да. Изработка на Диме, слободно. Сара, дегустирај како би требало и у која насока би требало да се движи вашиот вкус. Земи се лъжичката со тебе. Александар повели. Пробај, дали имате прашања околу тресената пастрамка? Па најмногу во врска со текстурата. Текстурата, рибата е веќе подготвена идеално. Ваше е само да ја чистите, не сакаме ни една коска. Сакаме секоја, да речеме, флекица на рибата да има свој карактер, да не биде кашеста структура на крај. Меѓутоа, тоа се да биде убаво зачинето, убаво помешано со икра. Можете малку масло да додаете, оставаме на вас кој тип на масло ќе употребите. Нормално тука е сол, бибер, оставаме некој, можете да користите тревки кои што ги има природно околината на галичица, меѓутоа не сакаме зачини кои што не се вклопуваат во концептот. Дали е јасно? Дали сме спремни за надпревар? 35 минути почнуваат сега! Па според миризбата во училиштето нешто со риба. Би требало да го приме, се надевам дека ќе биде вкусно и интересно. Јадам риба, обожавам риба на било кој начин. Општо и месар сакам месо. А и пака ако размислам, нема некое јадење што не би го пробал и ако знам дека се јади, би го јадам. Има некој мирис на лукче малку. Се надевам дека макало го игра така. Александар, како е? Добро изгледа. Земете во вакво. Сега веќе мора да биде добро. Во пластична ваква ќе ви биде полесно. Да.
Добро. Да, после. Овели? Рано е уште, имате уште треба да ставате, да. Се уште количински да добиете по после водата. На крај. Фала. Многу слабо ова. Не блендира. Нема сила. Малку. Масло. Слободно. Една главица лук може да спие околу 250 минути. Винен, Значи да не го штедам, јас мислам. само полека, најбитно да века Да. почеток да фати. Кога ќе фати, после може способно. Може вода сега, мислам дека може вода да. Рано се вода после со Вода е масло. лимон стави, Да, ќе дода да Стави му малку, сака да. малку да го со полека почнува и со сака малку да масло. го омекна. Со оглед на тоа што мислам дека сме се уште во предјадења, мислам дека ќе биде некој традиционален македонски повторно рецепт, кој што ќе биде невообичаен, нема да биде нешто обично. Се надевам дека ќе биде повторно некој предјадење во кој што ќе содржи нели некои специфични состојки. Не знам, меѓутоа мислам дека нешто дека ќе биде основа лук, како што гледам, а за другото понатаму не знам стварно. Многу е малку лук, ставите што малку лук. Уште лимон, уште зејтин. Слободно. Сега е масло по полека. Масло по полека. Само по полека, нема со много. Одлично. Некако, многу ми работат блендериве. Дали им спомнавме да внимавате на температурата? Блендерот пребрзо прави висока температура. И тоа им го спомнавме, само да не заборавиме. Вода мислам дека може. Да, уште треба да се сгусти. Да. Подсврска уште. Тука имаш идеално. Овде имаме на добар пат, да? Да. Македонска кујна може би сакала да е нешто што во него има компир, затоа што до сега, освен во руската салата, во ништо не сме употребувале компира, има толку многу начини на подготовка. Но освен тоа може би нешто со пиперки, печени пиперки, полнети пиперки, некое такво наше традиционално. Денеска од македонска кујна што не би сакал да готвам, ева да речеме чомлек, затоа што зима долго време. Одзима долго време како рецепт. Тоа е сепак главно јадење и се надевам дека нема да биде денеска тоа. Ако влагаме у кондиторија да речеме некои торти или такви кај што има красење и што не би сакал. Овој звук веќе ми се допаѓа. Сега е во безбедна зона. Наистина блендер. Многу е јак блендер. малку. Зејтин, уште малку лимон и зејтин проложи. Слободно. Ставих малку лимон уште. Пак. Уште малку да ставам. Добар си. Това е масло само по полека да не го загрееш. Тоа е зејтин. Масло. Слободно. Ше малку. Горе-долу, значи. Некој привршимо. Малце тимска игра, више натпреварувачи, така? Лошо. Позајмете блендер, помогнете, нешто. Вашиот успех Ако сакаш измени го малку. нека биде заеднички успех. Тоа е најдоброто во кујната што може да го научите. Смени го. Зејтин, лимон. Тури слободно. За да го изблендирам. Паќа, паќа. Диме? Дај да стане. Да? Чекамо. Чекај. Тоа што тој не го паѓа? Не.
Така одма, така, тоа е тимска игра. Браво. Јас од почеток почнав Малку зетим повише, Александар. Така. Додавај и малку менувај ги движењата, малце горе-доле оди. Али внимавај да не го прегрееш. Имам правено макало, но на начин што е доста неконвенционален, односно со леп, со масло и со лук. Не знам денес како ќе биде предизвикот, но така го имам јас. Во Прилеп сигурно има 1000 начини на правење макало. Прилепчани се познати по инвентивноста, во сиромаштија, така можам да кажем. И има и 1000 начини на кои што можеш да направиш макало и мислам дека се надополнуваме и дека во цела Македонија има различни приготвувања на истото јадење, различни пристапи, различни состојки, но не би одвоил едно да речем дека ми е најдобро во однос на други. Најмногу сакам би рекол за толчени пиперки, дека се едно од најдобрите макала кои би сакал да ги консумирам, а и да ги го граф со ребра. Го цел денес, ако можем да кажем. Одмори го малку. Многу прегреване. Одмори го малку, остави го. Остави го, одмори го малку, земи со рибата, продолжи си, само извади го. Тоа е така. Малце, Тргни го на страна. тука си, полека. Малце масло, не, повише масло, Лиле, повише масло, повише масло, малце водичка, малце лимон. Нека не се брзе. Лимон малку доле и довар. Ставај масло, тоа ти малку масло, продавај. Добре, малце по-густо треба, ама задоволително. Само размислувај тука со што ќе извадиш, каде ќе ја ставиш. Има време. Нека одмори блендерот, значи продолжете си со другите намирници, после може да се вратите на макалото. Не знаев дека воопшто има рецепт кој што може да ја прави пастрамката да биде како салата и да биде на парчиња. Во моето познавање до сега имав јадено само цела пастрамка. Мислам филетирана или печена. Мислам дека најмногу трема имав со чистењето на пастрамката, поради тоа што имав трема дали ќе има коски, дали ќе нема коски и се тоа, но после тоа мислам дека се ми одеше онака добро. Да не се залепи. Може да го одмориш малку, извади Не е лошо да има вода да чуваш. стави ги внатре. Да, и продолжи после. Ама фати си со рибата и ставиш икрата за да имаш време. Имаш време, ама? Кај ти се за дегустација лажичките? Ги дадов прескок со готвењето, ама ќе пожелам. Лимон? Ставиш и лимон и зејтин. Да, масло. Водичка малку добро. Гледаш водичка. При крајот водичка. И многу малку. Да. Тоа ви почеток ќе добиш премаста да се случи. Не, ништо не е толку, ама. Ако не одмори го тоа, фати рибата, после ќе многу при крајот. Добре, горе-доле со лимон. Тука негде, самиот звук ти кажува, колега сега да не е лошо. Денес јас, како љубител на макало, би направила макало по стари начин во Македонија како што се прави, а не со додатоци, со сервирање други. Чисто како макало и вкусот да биде за душа, која ќе пробаат жири комисијата стварно да осетат македонски вкус, специјалитетот макало. Јас имам пробано во македонски брод во селото Полница кај баба ми, најсладко во животот. И од тогаш почнав за слави, за Свети Никола, дома имаме слава, така посно да си го припремам како макалце. Можевте да ги изтресете рибите баш традиционално, и тоа и се вика тресена. Кога е идеално испечена, се фаќа зопаш и месото само паѓа од
коската. Немој да не го прегрееш. Ја мислам да го одмориш малце. Така е, одмори го малце. Добро е, на добар пат сте сите. Уште е 14 минути, имате време, не брзете многу. Рибите се веќе испечени. Сечењето, као што имавте обука, канџата, сакам да видам канџа сечење, така е. Не сакам никој да се повреди. Тоа не е добро. Тоа не е. Имаш две варијанти. Едната е да почнеш од почеток со нов лук, а тоа да го користиш наместо масло. А втора варијанта е да пробаш со неколку чеснења лук во тоа да го врзеш. Ма водичка додадов и се рац. Па, после првата епизода си реков дека барам до третиот круг. Сега уште се надевам барам до третиот круг. Не сакам кога ќе си дадам многу големи очекувања за себе. Сакам кога ќе имам помали очекувања и после ќе ги надминам. Подобро се осеќам. Ако ја поминам оваа епизода, најверојатно се гледам во моje мислење, се гледам во финалето и сепак тука и среќата и умешноста ќе кажат кој ќе биде најдобар од нас. Така да мислам дека се гледам во финалето. Димејан, мислам дека го имаат најтешкиот предизвик. Да направат мала количина од охридското макало. Да. Реално тоа е да кажам, типало. Посебно и со блендер, за брзо време се грее смесата. Ја некој дел и не паќа блендерот на секаде. Како буквално и за сите други јадења, нели, ние во кулинарството, ако правиш на поголема количина, некако е поедноставно, а одговорноста е само поголема. Дека оваа количина можда ќе беше најинтересно да ја прават со аван. Ама временски за гледачите да им ја покажеме техниката и да одгатнеме онаја дилема дека макалото имало јајце. Значи по принцип охридското макало во Охрид и во Струга секаде каде што се служи е посно макало. Значи немаме јајце, немаме павлака, немаме други оние мрсни компоненти внатре. Масло, лимон, лук. Што дека не послужи? Тоа ми беше целта. Емисијата да едуцира, да се види дека тоа макало основата е. Сега има варијанти, некој ако сака може јајце да се додаде. Значи додаваат и други работи во макалата се. Така е. Мислење твое за овој увозен лук од Кина, како се покажал? Не е само од Кина, и од други земји доаѓа. Иран. Да, Иран, Турција. Многу од тој лук е буквално индустријски, значи не е далеко од онај аромата е поинаква. Сега сите тие се доста структурата на самиот лук е доста поводлесна. И не е многу за макало. Што посув е посува структурата, тоа е полесно и побрзо ќе врзе макало. Да, лукот за разлика од кромидот има, мислам дека 4 пати повеќе суви материи, а камоли кој е добро узреан, да кажеме стар лук, оној што го викаме, само да не е изртен. Тоа има и тој состав на пектин кој го нели кога го чистиме лукот ни лепи на раце. Лепи, така е. Токму тој е составот кој ни е потребен за макалото. Моето напреварување се гледам дека може би до средина бих стигнала, зашто сигурно има подобри играчи од мене, надпреварувачи, така да може би до средина би успела. Секако ќе дадам мојот максимум и во креативност, и во готвење, и во време да се вместам, и во се. За да ги изненадиме жирито. Дали можеме да ги спомнеме спонзорите, дали можеме да се заблагодариме на Рамстор, што го прави ова шоу да биде се подобро и поинтересно, да се благодариме на Президент, да ги поздравиме нашите добри пријатели од Халтбанка, да не заборавиме Мак Петрол, голема благодарност за Мак Петрол, Винаријата Камник, компанија Фрутис, неизбежен дел од ФД Кулинарското училиште, Подравка, Витаминка и во денешната епизода сакам специјална благодарност до Рибо Комерц. Да ги поздравам нашите пријатели од Рибо Комерц,
кои што ви ја овозможија оваа супер свежа пастрмка и голема благодарност до Рибо Комерц. И што ни помогнаа да најдеме икра во овој период на годината кај што е квалитетни намирници од таму може да се набават. Само едно мало подсетување, 8 минути, да знаете кај сте. 8 минути до крај. Секогаш оставајте, кој што рековме, 2 минути за средување, за чистење и за сервирање. Доволно мишење. Почне икрате. Уште 8 минути, драги мои. Икра сум конзумирал, но не сум ја готвел. Сум голем мераклија, да кажам, на такви во навалници чудни храни. Икрата трикот беше да варам 3 минути во цедалка за да можам брзо да изреагирам кога ќе биде готово. Ми помогнаа малку и судиите во однос на тоа. На крајот малку се заборавив со времето и имав многу малку време да ја подготвам, да ја подготвам чинијата и изгледот на мојата јадење. Реално не видов нешто тешко во правењето на тресената пастрмка. Пастрмките веќе беа печени, добро печени мора да дадал. Може би чистењето на коските, една коска ми избегала, па ја фати фин. Али малку лубо препажата. Стави го. Да. Како што е така ќе го. Не знам зашто долниот дел. Оди тоа. Земи си тањер како што мислиш. Кажи, Лиле, кажи. Не си ми нешто почната спремна, некако ми каскаш цело време со... Значи, пред да почнете, имате доволно време да замислите од старт. Имате доволно време да си ги подготвите станиците. Доволно време да го визуализирате најпрво во глава, вашиот дизајн, вкусот, отприлике да го замислите, све да замислите. Ве молам, 3 минути. И не заборавајте на крај да ги оставите станиците чисти. Како ви оставаме, така ни оставате. Златното правило на кујната, Диме, Како сум остил, како да најдам. Прва смена на втора смена. Нити било, нити ќе биде, меѓутоа се стремиме, знаеме дека тоа некогаш и се случува. Имаш доволно време малку да се потрудиш. Да се изненадиш. Кој се изненадиш од универзумот. Кога невозможното старало возможно. Како поминуваат сезоните, у Охрид се потешко е да се најдат луѓе. Како и сегде. Не е и Скопје далеко од тоа. Реално. Вчера со Благоја малце зборувавме на таа тема и ми рече, вика, абе Филип, вика, од секогаш било тешко да се најдат луѓе. Он уште 74-та Ако збориме за професионален кадар, од секогаш било. Од секогаш, вика, било. Уште у Палас, со Љупчо Пеливан, кога го отворил Палас, вика, беше проблем да се најдат. Да, така. Нешто со што ја не се сложувам комплетно, али мораме некој ден да се собереме така и да поразговараме. Не се сложувам дека било толку тешко. Тоа биле тогаш државни фирми, секојаш си имало на располагање тука били на кој потребно се и школите за гостителство, факултетот произведувале. Да. Произведувале и одма. Кој за жал на денешно време се помалце и помалце има студенти и средношколци кои се во оваа бранша, али се надевам и работа име на тоа да се зголеми бројот. Ај овој дел да си направиме една реклама, еве да ги поканиме сите заљубеници во нашата професија. FJ Кулинарското училиште нуди едукација за сите. До усовршување, едукација од нула, готвач, пекар и сладка. За сите заинтересирани, контактирајте не, ќе најдеме начин да ве направиме професионалци во нашата професија. Ето така. Уште минута, па и помалку од минута. Диме ќе ви одбројува денеска како домаќин, како веќе домаќин, веќе си трета епизода. Ја ќе одберам вино. 30 секунди. Злате, пази на хигиена. Петнаесет. 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Раце горе. Тоа е тоа. Браво! Епа, надпреварувачи, да почнеме со дегустацијата. Ален, повели. Благодарам. Повелете. Кажи ни збор два за твојата креација. Па, креацијата дојде адхок, заради тоа што времето беше кратко, а пастрамка на ваков начин правам прв пат. Имав малку проблем со макалото, заради тоа што блендерот ми ги фаќаше лупчињата внатре на почеток, но со додавање полека на масло, мислам дека добив добра конзистенција на макалцето. Другото, испржив малку кромит со сува пиперка за да додавам во тресената пастрамка. Ги сварив икрите и ова е резултатот. Денешниот рецепт изгледаше доста интересно како концепт и ми се допадна концептот што ни го дадоа судиите за готвењето и припремањето на рецептот. Ми се допадна тоа што прв пат правев тресена пастрамка. Може би сум направил некогаш на грешка кога сум ја препекал нешто. Но прв пат ја правам на овој начин со пражено кромиче и со сува пиперка. Исто така и со икра. Мислам дека беше добро на вкус, може би премалку сол ставив, што е многу нетипично за мене. А инаку сум задоволен општо. Людмила, повели? Повелете. Презентирај ни. За вас приготвив тресена пастрамка и охридско макало на традиционален начин и креирано по мој вкус. Се надевам дека ќе ви се допадне. Со макалото имах малку така некако што треба, али се надевам дека на вкус добро ќе биде. Макалото ми беше најтешко, тоа што не ми изгуснуваше одма и не се напре консистенцијата така како што требаше да биде. Прв пат правам макало. Иначе се е купешко. Икрата не ми беше тешко да ја подготвам, бидејќи претходно имам варена еднашка. Като цело не ми беше тежок предизвикот денешниот. Се снајдов добро, мислам, и креацијата е секако во мој стил, така да таму почти и нема мутка, нема и да има сигурно. Се надевам и за напред. Така долга, убаво и така ми дојде во главата одма дека рибата добро би изгледала во тој тангер. И Сара. Денес исто ја за вас подготвих охридско макало и пастрамка. Од охридското макало сум многу задоволна како ми излезе. Иако прв пат ги пробам и двете јадења, се надевам дека ќе ви се допадне. Искрено да бидам, денешниот рецепт не ми беше тежок. Најтешко ми се виде на крај сервирањето, затоа што имав една идеја и потоа сватив дека сепак идејата не е доволно добро, изгледаше лоша, па во последните минути мораше да сменам во начинот на сервирање и тоа некако најмногу ме потресе, да речем. За денешното макало немав некој особен проблем, уште од почетокот се одеше како што треба, дури подобро од што мислев дека ќе оди, така што со макалото немав никаков проблем. Мислам дека излезе одлично. Дали мислите дека сите добро ви се изчистени рибите? Се надевам. Немаме рентген. Добро. Значи не ни давате коска да ни залетне. И се пак Да внимавајте. пробаме. Се пак внимавајте. Жвакајте, Да пробаме. жвакајте после. Да пробаме, нека се среќа. Ајде, почнеме од Сара.
Слободно за растување. Како да си имал халап, каже, оригиналната верзија на риба. Ali една јака коска, јака. Баш е. Ладно, јака него малку. Да, мала може да се сериозно не наскати. Пољуто. Ви благодариме. Макалото ми беше тешко, да, зашто не сум го правела и ми беше тешко за тоа што не сакаше да сгусне. Не знах што да му направам и морах совет да му чефовите да побарам. И така да испадна добро. Прилично солидно добро. Дома сигурно би пробала, да. Сигурно би пробала, за да не купувам. Да направам макало. Најтешкото во правењето на макалото беше тоа што блендерот не можеше да ги дофати добро лукчињата на почеток, но со додавање на масло успеав да фатам малку од лукот за да почне да емулзира и да добива добра текстура. Па мислам дека бев близу, немав време на крајот за да му дадам уште едно миксирање за да биде погусто. Мислам дека бев 85% до саканата текстура. Со икра никогаш немам работено до сега, ниту пак мислам, тоест имам пробана икра, но не знаев ништо, никако се готви, никако се припремува, никоја боја треба да биде. И бев искрено изненадана дека има и икра следењето, бидејќи знам дека не е во сезона. Ама супер што имав прилика за да готвам со икра. Настанувачи ще Лилјана и Александар. Поведете, пристапете. Лилјана, поведете. Збор 2 за тоа како ви испадна креацијата. Прв пат правам охридско макало и растресена пастрмка. Сум јадела негде на некоја свадба као десерт. Предјело, меѓутоа за прв пат, искрено да кажам, и као вкус и као се ми се бенди са мене сега. Дали мислите дека добро ја зачинивте? По моje да. Вие ќе кажете како суди и како комисија. Денешниот ден ми беше предизвик. Прв пат во животот правам макало и растресена пастрмка имам еднаш пробано во живот, кога сум била уште дете. Така да се за мене беше ново и прв пат. Александар. Растресена пастрмка, макало, многу пати правено, овој пат за жал не ми е неуспешно. На кратко ќе ти се уфрлам, ќе те прекинам, извини. Вчера имавме една ситуација каде што проблем направивме многу како да кажам предност, многу голема предност. Имаше макало што технички беше водлесто, меѓутоа беше така добро презентирано во две варијанти со движење на баш, знаеш, она кога ќе даеш движење на Пробав и јас тоа и сакав, ама нема време. Мислам дека Емилија беше. Да. Така да не е ова катастрофа да се случи, вкусот е таму, таму на сите ници има случај. Јас сум Јас сакав така ми беше планот и во помало нели прашував за тоа да биде и зачинато дел од него, дел да биде вака стајано на Вкусот на макалото ќе е погоден, значи Да. и на сол и на лимон. Благодарам, меѓутоа текстурата не е. Тоа е тоа. Добро се случува, кажав јас уште на почетокот дека многу пати се случувало да се пресече макалото. Се надевам Сам да ви дам совет, виднина, некогаш техничкиот проблем што ќе ви се јави,
да размислувате, да го искористите Да го како употребите, предност, јасно. да не се види пред јавноста, пред судиите, пред секого. Ете така, ти благодарам. Иако многу пати сум правил макало, овој пат по текстура, судиите рекоа по вкус дека е добро, меѓутоа по текстура по мене катастрофа. Така да тој ми беше дел кој што мислам дека киксна, условно кажам. На тој дел. Најверојатно од самиот почеток пребрзо го матев, од желба за побрзо да испане добро макалото и после тоа не можев да го досрам до крај како што треба. Иако во еден дел беше добро, сакав да го подобрам и се направи многу лошо. По мене. Биде малце ми каскаше денеска. И коска да ми направи. Со зачинот сме скарани, Става, овој пат стварно се трудев и тоа ми е од сам старт влечок. Малку вода зашо излезе сега некам. Самите зрнца, кога ги пробав, не беа мекички, него не ми пукаа зрнцата од икрата. А зошто не ми пукаа? Затоа што прв пат го правам. Вкусот исто ми беше добар, убав. Одлично беше за мене на вкус, бидејќи прв пат ја јадам тресената пастрмка. Пастрмки сум користела црвена, бела, меѓутоа овој тип на пастрмка вкусно ми дојде мене лично. Мене убаво ми беше. Икра, да, имам и правено и плескавици од икра, меѓутоа не знам оваа каква беше искрено. Од крап, да, имам спрема. По тоа ја што пробав, мислам дека беше во ред. Сега овој начин на спремање на икра не сум го правил, односно ова беше чисто само така наречено бланширана, подварена малку. Мислам, ја пробав, мислам дека беше во ред. Во ред на прерувачи, ве молиме пристапете. Стручното жири пресуди. Сара, Људмила, истапете. Јас би рекол, имавте најдобри креации, ви честитам, искрено. Среќен бев од техничката подготовка до вкусот, до сервирањето. Сара, следен пат те молам, има идеја од старт, што ќе правиш и како ќе ти оди порцијата. Али има ја идејата визуално до секој најмал детал. Одлично подготви, сервирањето беше на добар пат да направиш катастрофа, меѓутоа на крај пак излезе нешто што е прифатливо. Супер беше све, добро зачинето, вкусно, не можев да се дојадам. Људмила, исто и за тебе. Тебе ти беше подобра визијата од старт, технички беше за нијанса малку послаба од Сара, меѓутоа генерално имавте најдобри две порција плюс. Секоја чест и само продолжете така, коригирайте ги овие совети што ви ги даваме и мислам дека сте на добар пат. Ви благодарам. Искрено да бидам се надевав, затоа што претходните две емисии ми беа малку послаби, односно не бев задоволна со себе и денес што од дома дојдов со мотивација дека ќе бидам одлично. Денешниот предизвик добро беше, ми се допадна.
Мислех дека се отпадна, мама, ете, не отпаднав. Чим добро ме оцења, веројатно и добро се справих, сигурно. Идемо дале. Се надеваме на уште успеси. Јас ќе ги повикам Ален и Александар да истапат. Вие двајци, иако и двајцата имавте малку проблеми со макалото на почеток, до некаде се снајдовте, до некаде не. Ги споделивме грешките кои ги направите со вас. Кај рибата фалеше малку зачин, но може да соопштам дека и двајцата одите понатаму. Вие сте златна средина, не сте елиминација, не сте по најдобри, но златна средина и одите понатаму. Па задоволен сум и со златната средина, мислам дека Солта ми пресуди во случајот за да бидам на тоа место. Честитки на Сара и на Људмила за одличните рецепти кои ги изготви. Мислам дека не ми менува многу дали сум во златна средина или сум прв, се уште е рана фаза, сакам да бидат по предизвикувачки, да кажем, рецепти, за да можам да покажам тоа што знам, а инаку, реално, во моментов сакам да се натпреварувам со себе и да напредувам во вештините и во тоа како ги изведам задачите. Следно, ќе се трудиме да ги направиме во рамките на времето што подобро рецептите и советите од судиите нормално да ги запазиме, односно кај мене генерално е проблем, се провлекува уште од самиот почеток, слабото зачинување на храната. Ќе гледаме да биде во иднина што подобро. Јас денеска тој што мора да ви соопштам дека вие одите во елиминациона фаза. Значи, ги увидовте грешките од стартот. Макалото ви одзеде многу време. Тука до некаде ќе опростиме еден мал дел, значи, али техниката на правење на макалото ви беше од старт погрешно. Значи, дотуривањето на големо количество на вода ви пресуди. Уште во стартот. Рибата беше, како што ви кажав на стартот, мора да внимавате да не дојде како мелено месо. Треба да ги имаме парчиња на риба. Значи, беше како буквално како тесто. И фалеше зачин. Тоа можам да кажам. Сигурни сме, Лиле, дека можеш подобро. Некако не ти беше денот. Од старт беше со организацијата слаба. Гледавме што е можно повеќе ја помогнеме. Видовме малку и тимска игра од Људмила, сакаше ја помогне со цегалка. Ве молам во иднина, ова нека биде совет. Од старт проверете си ја станицата, што имате од алатки, замислете си го процесот на техничка подготовка до самиот крај, од старт до самиот крај, што помалку трчате, тоа подобро ќе оставите и подобар рецепт ќе направите. Сите ние можеме да кажеме дека на чиста кујна, организирано и све шум, се прават најдобрите рецепти. Сите имаме лош ден, мислам дека не ти беше денот, Лиле, од старт некако беше растргната, растрчана, каскаше малце назад, а сите веруваме дека можеш многу подобра изведба на било кој рецепт да направиш. У елиминација фокусирај се и внимавај на организираност. Од мене тоа. Злате, фала ти. Фала, Лиле. Јас сум стара генерација, мора да издржам. И понатаму ќе учествувам со желба да освојам една од помалите награди. Не најголемата, помалите. Меѓутоа сакам да учествувам, имам желба да готвам и дома готвам. Ви благодарам на сите што сериозно го разбравте денешниот предизвик. Видовме сериозна техничка подготвеност ваша, значи едукацијата допира до вас, тоа е добро. Као што рековме и на самиот почеток, оваа емисија има за цел да едуцира, да насмее, да растажи, да создаде малку драма, меѓутоа пред се да ја представиме македонската кујна во светло како што заслужува, па и балканската кујна, па и понатаму и сите интернационални кујни. Вие бевте на ниво на задачата, сакаме голем аплауз за сите вас.